Джезот се враќа во градот. Уште едно издание на Амбер Джез Фестивал во Бруклински бистро. За мене Амбер Джез фестивалот е продолжение на духот на Бруклински, топлата атмосфера, слободата на изразот и љубовта кон джез музиката. Сакавме да создадеме простор каде што ќе може да се направи вистинска джез атмосфера. Соработката со музичарите е органска, се базира на пријателства и заедничка страст кон истата музика. Па важни се за одгледување на публиката, важни се за споделување на музиката со публиката, затоа што музиката и публиката се една вечна борба на како да се создаде што повеќе публика и како што повеќе публика да има да слушаат софистицирана музика, скапа музика и да имаат информација како изгледа музиката во моментот во Македонија, во Скопје, во Битола, во Њу Јорк, во Париз. Па убава е по ново време, одново има пак джез експанзија. Денес тоа го разговаравме уз пиво со Алек и со Сашо. Иако во 90-ти години тоа некако беше повеќе екзотика, денес луѓето навистина сакаат и знаат джез музика, има и радио, има многу албуми, има многу музичари, дури и младите луѓе кои што сега почнуваат да се занимаваат со музика и тие знаат што е музика. Джез и што значи тоа во принцип, какво е тоа искуство, додека порано тоа изгледаше дека е нешто кое што го има само во Америка. Така да сега имаме тука издавачки куќи, имаме и дури еден културен надпревар меѓу джез музичарите, кој поубава музика ќе направи, кој поубаво ќе свири, кој поубава кошула ќе носи. Ова е битолско трио, да. Јас многу се радувам што е со моите пријатели, другари од детството, ние сме од деца заедно и можеби ова е првото трио кое што го направивме, што свиревме джез, не можеби туку сигурно е првото трио. Алек долго време не живееше во Македонија, повеќе од 13-14 години е во Торонто, во Канада, а Оливер повеќе од 25-30 години е во Скопје. Јас сум најпресниот како му доаѓа скопјанец. Така да публиката е убава, таа е публиката, мислам ги познаваме наши пријатели и секогаш е предизвик да се настапува пред пријатели. Дома кога настапуваше, секогаш возбудата поголема и очекувањата се поголеми.